И добро вечер. 72-та епизода Cyber Команда во редовниот термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Благодарам што ме следите, благодарам што редовно нас не следите. Добро знаете дека и во вторник во тешки муабети, сега веќе проширено и политиканти, се повеќе познати политички фигури сакаат и од јавниот живот сакаат да дојдат кај нас. Очигледно, Рубикон е поминат. Сватија политичките елити дека не може да се заобиколи овој подкаст, не сите подкасти. Има подкасти кај што се оди со договорени прашања, има подкасти кои што се благопријатни, има подкасти кои што се нарачани, па пристојни, па ве перат таму во веш машина, искачате почисти од прљавштината, некој друг излегува виновен и така натаму. И во тој период како раснеше тешки муабети и Cyber Команда, се забележуваше секогаш од политичките елити една доза на резерва, несигурен терен, доаѓаш тука, не знаеш како ќе поминеш, но веќе тој мраз се крши, сега сакаат сите да доаѓат. Знаете ли зошто? Затоа што е убедливо најгледан. Освен што е најгледан, убедливо е највлијателен, бидејќи гледаноста не мора да значи и влијателност, односно креирање на јавното мислење. Ви имате шарлатани кои што имаат, во македонскиот етер, односно подкастите, шарлатани кои што имаат гледаност, меѓутоа ги гледаат или маргинални групи, или деца, и нема тоа влијание какво што подкастот треба да има во врска со реалниот живот на секој поединец. За разлика од сите тие овдека го има тоа, и како што гледате се повеќе политичари се одважуваат да дојдат и да кажат што имаат да кажат. Ние ги предизвикуваме, ги повикуваме, многу често отворено се сеќавате и дека сме се јавувале на градоначалници, се сеќавате дека утврдувавме многу криминални активности по општините, тракторчиња, огради, реновирање и така натаму, за кои што до сега нема процесирање, и сега мислам дека е време да го поздравиме Панче Тошковски. Неговата театралност ги собра специјалците, маскираните униформи, беретките, се наредија сите, гонат, објаснуваат, прават, пустат, штурат. Меѓутоа, им избега тој што го гонат, им избега и оној другиот што го гонат, и третиот што го гонат, и безмалку сите што ги гонат. И тоа не значи дека не треба се поздрави, треба се поздрави, добро е, гонат, има расчистување со криминалот. Само една молба, ако може. Молбата е многу проста. Криминалот треба да се загребе, односно треба да се свртат и кон своите редови. Имено, се жалеше премиерот Мицковски дека му сметал кривичниот законник, не дозволувал гонење, па да го подсетам, вие во претходниот состав, и тоа не така одамна, направивте кворум и не го миниравте законот, не го спречивте, не се степавте измените на КЗК, туку молчешкум си направивте ситуација, се изгласа, падна дела на доста корумпирани од вашето поблиско обкружување, и сега приказните се, бидејќи се смета дека треба да заборавиме што било пред пола година или година, приказните се, знаете што сега не можеме според овој КЗК да гониме. Не се степавте, а можевте да се степате, ако ви беше борбата за со криминалот, можевте да го спречите донесувањето на тој поповолен за криминалците законски текст, туку му се приклучивте и сега не се жалете, или подитно донесете поостар КЗК, имате мнозинство, и делата, особено поврзани со крадење на државни пари, направете ги над 10 години затвор. Па да видиме кој ќе краде. И исто така, уште еднаш, извинете сега втор пат молба, ако може, свртете се према вашата страна, видете дали има
криминал и во вашите редови. Тоа што, например, повереникот на Заев го повлече исказот за Делчевски ниви, не значи дека криминалот со Делчевски ниви престана да биде криминал со Делчевски ниви, туку исказот за Делчевски ниви, за криминалот во Делчевски ниви, престана да биде исказ за Делчевски ниви. Но криминалот од Делчевски ниви остана криминал од Делчевски ниви. И видете за Делчевски ниви и слични ниви, и нивни и ваши, кај отидоа парите. Погледайте ги малку тие предмети, за да не уверите дека на вистина се борите против криминалот. А она што го направивте оваа недела, нели беше господинот Мицковски со, како што самиот милува да каже, европската елита, па Вучич, па Урсула, па не знам, еден, друг, трет, таму Шолц, Молц, се наредија, се сликаа, па со Мицотакис, па му викал Северна Македонија ова, Северна она, па Мицотакис бил задоволен, ептен бил кооперативен, фин, мил, другар, пријател, брат, братучет, све политички бок од Олимп, па му викал, еве ние од Северна Македонија, значи со политичката елита таму, и беше таа кооперативност видлива, јасно изразена, така убаво дотерани од дела, супер, ете представена Македонија, само што за таа кооперативност и за тоа друштво и за тие намери што ги имаме, нели, со Европската унија и ние да сме се сториле еднаква држава, треба борба со корупција тука. И нема да ви дозволат да мрднете напред, дури и да го промените уставот за собугарите, нема да мрднете напред ако не ја видат борбата со корупција доследно, не со нивните, него и со нашите или вашите, значи со сите, да се види дека нема прибирање кој ќе се фати некој во криминал, дека не може да има партиска заштита. Тогаш може би ќе има напредок, меѓутоа сега за сега нема. Наративите на државните медиуми, еве се сликаше Мицковски, беше објави, статуси, видеа, снима, се чист булшит. Затоа што Урсула фон дер Лајен, шефицата на Европската комисија, потенцираше дека сериозен напредок имаат Албанија, Црна Гора и Србија за време на унгарското председателство. Македонија, наша, или поново за овие Македонија повторно твоја и горда, што сега викаат Северна Македонија, никаде ја нема, не се спомнува. Останавме буквално на слеп пат, во некоја кривинка, позади некоја зграда, патот не води никаде, у тој пат само не се спомнуваат, сега за сега Косово, Босна и Македонија, или вашата Северна Македонија. Една Србија, која што има милион проблеми, недемократски режим, тепаат студенти, апсат, притвараат, новинарите неслободни, тепаат опозиција по улици, може да се случи да го отвори кластер 3 у брзо време. А нас не спомнува. Добро, знам дека сака да им го лапнат литиумот, меѓутоа, ако напредуваат, како што напредуваат Албанија и Црна Гора, Црна Гора е пред крај, веќе ќе влегува уште малце, Албанија забрзано отвара поглавја, кластери и така натаму, и еве сега се најавува откочување евентуално и за Србија. Линијата на огнот, некоја што беше зборена од влијателни аналитичари на меѓународните безбедносни состојби, конфликти и така натаму, посебно на Балканот, линијата Зетра или зелена трансферзала води од Босна, Косово до Македонија. Воопшто не е добро да сме на таа линија и затоа ми се чини дека не се баш розови перспективите кои што се пред нашето лидерство. Ние нешто спомнавме за тие перспективи кои што се доста зезнати, па
ако позволите, ако дозволите, едно видео од вторникот тешки муабети, чисто да ве заинтригирам ако не сте ја гледале. Се сомневам дека не сте ја гледале, ама еве ако не сте ја гледале, да ја погледате, затоа што таму нешто спомнавме околу економските перспективи на ова наше дружење со европската елита, каде што е скапо дружењето и фалат пари многу често, па може да се случи да се зголемуваат даноците. Или он рече, Мицко, бизнис заедницата му барала 19,5% ДДВ. Или не е точно? Он имал најава, драфтот го имал на извештајот, дека Светска банка му бара зголемување на 19% на ДДВ. А зашто е тоа? Тоа е затоа што нема на приходната страна од буџетот доволно пари. Му стига извештајот од Светска банка и му викат си проектирал 6,5 милиарди буџет. Ама што ќе го напуниш? Затоа што реално он си предвидел како ќе ги троши. Ќе си вработува 600 полицајци, ќе си шири партиска база од државна администрација, ќе си прават таму што им треба градинки по градовите за да добијат локални избори и така натаму. Ама треба од негде да влезат тие пари. За да влезат, овие му викаат, мора да зголемиш ДДВ. Тоа е едно, и второто, мора да се зголеми старосната граница за пензијата. Има премногу пензионери од 65. Значи ќе се калкулира да испоумрат. Повеќе и да работат плюс 2 години, сите што се вработени, за овие што се сега веќе у пензија. И третата работа, данокот на добивка 50% се зголеми. Што ќе стимулира екзодус на странските компании, ќе отидат сите у Србија. Бесподен совет на Христијан. Дерегулирај го бизнисот комплет и донеси закон со кој што македонските производи ќе го намалиш ДДВ-то на 2% или на 5%. Да видиш како ќе се стимулира домашно производство, како ќе се стимулира плаќање даноци, како ќе се стимулира зајакнување на фирми, како ќе се стимулира креирање на капитал. Другата година ќе имаш 10 милиарди буџет. Не 10, ама ќе имаш 7,5. И да видиш како цените ќе паднат секаде, луѓето ќе почнат да произведуваат македонски за ќе им се исплати, ќе станеш конкуренција за запад, за извоз, поише даноци ќе собереш. Еве ова беа бесплатни совети од Мечка за тоа како може да се решат работиве, но согласно она што ја го читав како извештај од Светска банка, она што Мицко го спомна дека бизнисот му барал да се зголеми ДДВ-то, па не знам, Бишев му сугерира да отидат на 67 години пензионерите во пензија да работат уште 2 години плюс, да се зголеми данокот на добивка и така натаму. Значи, тоа се се елементи кои што покажуваат приходната страна на буџетот дека има проблем. Односно, дека се гледа проблем во 25-та година, како ќе се пуни буџетот. Па, удрете по народот, зголемете ДДВ, цените како е? Паѓаат ли? Како е новогодишната кошничка? Еве, сите кукаат денови седмица, цената на сендвичите отишла нагоре. Па нели новогодишна кошничка надоле? Ако се основните продукти надоле, како може да идат сендвичите нагоре? Сега јас зборувам за сендвичи, бидејќи тие што јадат по ресторани, политичката елита, они немаат проблем ако им се качи цената 100-200 денари. Зборам за оние кои што калкулираат со 10, 20, 30 денари, за кои што и се наменети овие економски гениални мерки за животот да биде поубав. Меѓутоа не е баш така. Не е баш така. Значи работите, мене ми се чини дека 25-та година ќе бидат чудесно интересни. И исто така морам да кажам дека не ми е јасно оптимизмот од кај го гледа дека има толкав раст како што прикажува, бидејќи гледав некои чартови дека имаме најмал раст на Западен Балкан, а Мицковски изјавува дека со 3% раст имаме еден од најголемите растови во Европа. Не знам од каде, ако може да појасни или импровизира или креира лажен наратив. Бројките не се такви. Меѓутоа не ми верувате ни мене ни него. Брснете си од джепот, размислете како било лани, како ќе биде оваа година и што ве чека до година. Цената малку порасна на струјата од 1%, меѓутоа се ми се чини дека сметките ќе ви бидат поголеми од 1%. Еве да не бидам баба Вања, ајде да видиме, баш ќе ми пишете, ќе ме контактирате, какви ќе ви бидат цените, односно сметките на струјата за 12. Ја приметив зголемување малку поголеми од 1%, ама еве, можеби, нели, еве, јас сум субјективен, ние го критикуваме Мицко, не го фалиме, не го дигаме ловорики и така натаму, и како пред малку пофаливме, нели, борбата со криминалот,
против нивните и замоливме само да се расшири, ама пофаливме. Ете, вие проверете сами. Не морате да ми верувате. Умеѓу време, многу интересно нешто се случи оваа недела. Излезе информација дека Македонија во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации оваа недела, значи на 17 декември, гласаше против резолуција за борба против нацизам, неонацизам и слични движења од таков тип. Еве до мене стои скриншотот за тоа кој како гласал. Апсолутно ми е нејасно зашто сме гласале против нацизмот, или декларација против нацизам. Може има некоја фалинка, не би требало, ги читав материјалите, има големи, многу материјали има објавено Обединетите нации. Чуден е составот на земји што гласале против, може има нешто, меѓутоа, она што е уште почудно е што во оваа држава никој нити зборуваше на оваа тема, а Пасиев нешто спомна, никој не зборуваше, нити се отвори дебата. Просто е нејасно како за ништо во оваа држава не се расправа. Асад падна, Сирија се растури, немаше ни една емисија на таа тема да видиме што мислат внатрешни и надворешни стручњаци. Што се случи, перспективите што ќе се случува. Така и за сите други работи. Се си поминува, ние живееме затворени како во тегла. Што има во таа тегла, слушаме, збориме, разговараме. Што е надвор, нас не интересира. И затоа ми се чини дека беше добро да го извлечам ова со декларацијата за фашизмот, за да, ако ништо друго, барем добиете информација дека како држава која што беше и се ослободи во време на борбата против фашизмот во Втората светска војна, учествуваше на страната против фашизмот, ја доби својата рамноправност како република во Југославија после победата над фашизмот. Ние сега да гласаме така. Кои се рачуниците не е јасно, но еве, овдека ќе остане трага. Исто така имам да ви издвојам еден статус на премиерот. Тој беше многу интересен статус, односно не е статус на премиерот, него на Апасиев. Апасиев објави писмо со одговор, бидејќи би требало да премиерот да биде дел од пратеничките прашања, они сакаат да му постават прашања, си прашале луѓето формално дали ќе доаѓа, кои од нивна страна ќе учествуваат и овие им одговараат, односно според подписот, го гледате тука, им одговара Христијан Мицковски дека е зафатен у моментов, не може да биде на таа седница, бидејќи истиот ден се дружи со политичката елита во Брисел. Па така што, поубаво е да си у Брисел него у Скопје. Поубаво да си со политичката елита европска, отколку со ова клошаранава во парламентот, па посебно тие што не ти се твоите пратеници. И она што ми стана многу интересно во таа реченица кога ја читав, ја често навлегувам во конструкцијата на реченицата, читам дека председателот на владата, бидејќи одговара од негово лично име, не одговара служба, не одговараат во негово име, туку одговара од лично име, во иста реченица користи за себе и прво лице еднина и трето лице еднина, во иста реченица без запирка одвоени и без се разбира смисла, па се зачудив, си викам дали човеков е неписмен. Вика председателот на владата на Република Северна Македонија, ќе бидам спречен да присуствувам на истата. Председателот на владата, трето лице, ќе бидам спречен прво да присуствувам на истата. Се разбира, не пропушта Република Северна Македонија да истакне и овој краток текст што го гледате до мене, на 3 места е спомената Република Северна Македонија, ако се смета и текстот на печатот, 4. Човекот што ви ветуваше Македонија повторно горда и Македонија повторно твоја. Прибидејќи, јас знам дека човекот е професор, доктор,
фамилиарно дека се етаблирани универзитетски професори, нели кај татко му е магистриран, докториран, истата тоа катедра ја држат. Значи, не би сакал да верувам дека може да употреби ваква конструкција и затоа сметам дека ова е некој неписмен од неговиот кабинет, а он, пошто бил во брзина и зафатен, брзал да се сретне со европската елита, не приметиле дека приглупа е реченицата и дека не личи на председател на владата, па макар и на Северна Македонија, да објавува и да доставува дописи до кои што после ова стануваат и историја, да вакви дописи праќа до политичките неистомисленици или клошаранава од парламент што не мислат како него. Мој совет е, зашто ова ќе остане за историја, веднаш да го повлечете ова како текст, како документ, да се извините на Апасиев и да му пратите текст со лексички и граматички исправна форма, за да остане во историјата дека сте биле не само професори, него и писмени. Нели? Пријателски ова, другарски, добронамерно. Сакам да остане во историјата трага дека сте знаеле како да напишете допис од 3-4 реченици и тие да бидат срочени, интерпункциски, дотерани, граматички средени, со правилни македонски зборови и така натаму. Не знам дали смеам да замолам да не употребувате Република Северна Македонија, ама изгледа не смеам. Мицотакис вика многу задоволен бил од вас. Секаде северна сте викале у Брисел меѓу европската политичка елита. Така што мислам дека нема да смеам, ама еве пак ќе кажам 4 пати господине професор, доктор, пријател, другар, братучет, најбољи другар у мало, политички бог, лидер на овие сите околу него и незаборавна историски личност, 4 пати сте употребиле Република Северна Македонија во ова мало посулче, во неисправна граматичка и лексичка форма. Ајде, еве, другарски совет, ќе го поправите ова. Значи, толку на тема Мицко, добрата економска состојба, напредокот и претварањето на Македонија во економски тигар за мошне краток период. И ги нотиравме овие сите работи, ги видовте, ќе си размислите, ако ви е подобро, ќе си видите во джепот, може и да сум грешка. Но, мислам дека не сум, а ќе ми пишете како и да е. Сега сакам, пред да ја завршам емисијата, нешто од моите истражувања. Оти знаете како е кога титули, кога научници, кога катедри и така натаму, треба по нешто да се истражува и нешто и да се објави. Сега, прибидејќи овие нашиве политички богови, кои што пола имаат лажни од јазични до факултетски дипломи, сачувај Боже да објавиле научен труд, еве едно покажување, една показна вежба, бесплатна, за нашите политички овие другари што се дружат со политичката елита во Европа, како се работи и како се истражува. Посебно затоа што го носите името ВМРО ДПМН и викате дека сте континуитет на историското ВМРО. Еве од историското ВМРО еден документ ви најдов. Не на вас, за себе. Јас сум горд што го најдов документот. Ќе се извинам, мал ресет, топло ми дојде божем снег, имам позади мене, меѓутоа колегите овде во редакција направиле топло, живо да се направи. Знаете, малку треба интелектуален напор кога се снимаат вакви емисии, доаѓа енергија и топло ми стана. Па ајде да направиме пресек, малку да се раскомотам. Нема ми се наљутите, затоа што еве за колегите, за потребите, добар е звукот? Добро. За колегите од ВМРО-то за потребите на историската наука и ги спомнав, односно тргнав да го спомнувам,
професор Жежов, кој што имавте можност да го гледате вчера, во емисија каде што промовира книга за Тодор Александров во однос на, или како спомен на 100 години од убиството на Тодор Александров. И исто така Никола Митровиќ Бабе од Охрид, професор, кој што има истражувано многу за Чаулев. И сега ќе ви кажам зашто. Затоа што открив еден документ, кој што го имате на мојот сајт filipetrovski.mk, ако сакате да го откриете, да го исчитате во изворна форма. Документот е, затоа ги спомнувам овие двајца професори, се надевам они ќе погледаат и да проверат дали го имаат откриено и инкорпорирано у некои од нивните книги, бидејќи Бабе пишуваше за Чауле, а нели Жежов пишува за Александров. И сега како ги поврзувам, Чаулев, Александров и Протогеров се тројцата членови на ЦК, ово бесплатно предавање за овие нашите од ВМРО, ДПМН, што не знаат ништо на таа тема, ама гордо го носат името и уште погорди македонци се северно македонци. Значи, овие тројца се членови на ЦК, одлучуваат заедно и овој документ се однесува на разговор на Чаулев во Рим во 1923 година со руски разузнавач, од кој што документ подоцна рускиот разузнавач ќе прати депеша во неговото Министерство за надворешни работи и од тоа ќе остане историска трага. Затоа, господин Мицковски, ја викам, исправете го овој допис до Апасиев, затоа што документите вака остануваат као историска трага. Утре некој ќе објави дека сте биле вие неписмен, сачувај Боже Исусе, Боже Дева Марија. А вие сте биле со политичката елита у Брисел. У исто време. Дајте видите таму кај вас, у кабинетот, тие што зимаат по 1000-2000 евра плата месечно, барем да научат да пишуваат. Или праќете ми ги на мене, ќе ви ги лекторираме. Ќе ви ги средиме да биде како што треба. Лидер на ВМРО, политичка елита у Европа. И сега тука реченици отиде на работа. Баталете тоа. Значи, Чаулев разговара 23-та со тој оперативец, произлегува документ. Она што мене ми беше многу интересно и сакам да остане како трага во оваа емисија, е следново. Он зборува и за Протогеров, и за Александров. Затоа ми е битно мислењето на Жежов, бидејќи он е експерт за Александров. И Чаулев ги дава следниве карактеристики за неговите другари од комитетот. Но потенцирам од Централниот комитет, затоа што се они тројца. Не е комитетот 20, 30, 50, 100 луѓе. Туку е раководното тело, односно раководниот орган на ВМРО. Односно, ВМРО у тоа време нема председател, они тројца управуваат и мора да се усогласат за да се донесе одлука. Што е далеку подемократски 100 години од сега назад во однос на денеска, но тоа не е тема. И он сега ги карактеризира, да не речам кодоши, пошто контроверзен е Чауле, ама еве, мислам дека е мал мој допринос во таписеријата или мозаикот на македонската револуционерна борба овој документ. Нека е илјадити дел од процент, милионити дел од мозаикот, еве го, со задоволство го давам на увид на јавноста, на овие двајца професори, ако не го искористиле да го инкорпорираат во нивните понатамошни истражувања, а вие да се чувствувате дека се дознале нешто ново за нашата организација, која што е дел, од нашите внатрешни доживелици, чувства, гени, а само проформа и од името на партијата на Мицковски. Чаулев ми даде карактеристики на неговите другари од комитетот, генерал Протогеров и Тодор Александров. Протогеров, како што знаете, е добар револуционер, храбар, несебичен, ама генерал е, сака почести, одликувања. Александров е друг тип. Тој е најголемиот конспиратор меѓу нас. Кај нас македонците има големи заговорници, но никогаш не сум видел
некој како Александров, како конспиратор и организатор, тој е гений. Ако беше роден во Русија, ќе беше светски позната личност. Кого гледате денеска како Протогеров, а кого како Александров? Сакате се удирате у груди дека влечеме историјат и поврзаност со овие големини, со овие ликови? Проценете сами, драги гледачи. Ова беше Cyber Команда, 72 епизода, редовно, 21:30 на Infomax YouTube каналот. Јас сум Филип Петровски. Благодарам што гледате. Погледайте ги другите епизоди. Оваа недела беше со одлични епизоди, одлични гостувања, одлична агенда, информативна, со широка лепеза на луѓе кои што дојдоа, гостуваа, кажаа што имаат да кажат во емисиите, подкастите на Infomax. Останете со нас и никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите.